Тања Ангелкова Петкова, професор на факултетот за туризам и бизнис логистика овде во Гевгелија. Тања, присуствуваме на вашата јубилејна 10-та изложба поред. Секоја година во овој временски период, некаде во месец април, ја организирате оваа изложба. Малку повеќе околу организацијата и се што оваа година нудите на оваа изложба и која е целта пред се на изложбата? Значи, пред се, ова е наша 10-та поред јубилејна изложба за гастрономски производи, спремени домашно спремени од своите родители, баби, значи традиционална храна. И другата поставка ние со традиционални предмети кои што ги користеле нашите предци предходно. Другиот дел од изложбата, која оваа година е 10-та поред, тоа се постерите позади мене, кои од почетокот од првата година, 2009 година, кога почнавме да ја правиме нашата манифестација, значи сите се поред, сите плакати се поред. Плюс имаме уште една изложба која е закачена на другата страна, тоа се Анови каравани, Сарај караван во југоисточниот регион. Има и уште една изложба, тоа е од друг професор, која што е за збогатување на манифестацијата за Малешевијата и овој регион. Оваа година имаме доста студенти кои што се ангажирани, исто и професори, асистенти, така да присуството е добре дојдено. Идентични, колку што гледам ракотворби, исто така и фотографиите, предпоставувам дека ги имате сите години поред, значи од првата до 9-тата. Јас би сакал да прашам, поминаа многу години, нашата емисија неколку пати веќе престојуваше, беше присутна, направивме прилози, со оглед на тоа што направивме и 2 години пауза, 2 години не немаше, но еве едно ваше согледување, една ваша ретроспектива, колку учениците, односно колку студентите се ангажира сите овие години, дали автентиката на гевгелиското поднебје навистина беше презентирана овде? Да, во сите до сега, значи од 2009 година па се до денеска, значи во овој период 10 годишен, сите студенти со нетрпение чекаат изложбата, значи се спремаме подолг период и сите што се предмети, автентични предмети се донесени од нивните домови кои што ги чуваат, значи стварно се скапоцени и стари предмети. Дали се извинувам, дали овие предмети повторно ги враќате назад или ги задржувате? Што се случува со нив? Вака, значи дел од предметите, имаме дел од предмети кои што се поставка на факултетот, дел од предмети се поставка на основното училиште Владо Кантарџиев, а дел од предметите се на студентите. Имаме, значи
значи во нашата поставка што е на факултетот, дел од студентите донираат предмети. И тие предмети секоја година се изложени на изложбата. Значи имаме свое катче и таму се заштитени сите предмети, подпишани со име и презиме од кои студенти се донирани на факултетот. Нешто што е многу важно, претпоставам и за вас како професор, меѓутоа е за студентите. Колку сето ова е дел од наставниот процес, колку е во корелација со наставата, колку тоа користи на студентите, можеби и за некој испит и така натаму? Па вака, затоа што сето ова е дел од наставата, како што е и рурален туризам и други алтернативни форми на туризам, и за бизнис логистика, значи предприемништво и други некои предмети, сепак користи и за како за испити и за значи за изложбата да биде пофункционална. Колку години постои факултетот? 10 години. Значи, токму од 2008 година, оваа година е јубилеј на факултетот, ќе се прави монографија за факултетот, тоа ќе биде после некаде во ноември месец, ќе има монографија од 10 години постоење на факултетот, а сега е 10 години од изложбата во Гевгелија. Така, задоволни ли сте како професор од кадарот кој што го воспитувате, образувате, кој што излегува на пазарот на трудот пред се? Значи, дали излегуваат квалитетни студенти? Ова е, мислам, прашањето малку незгодно, но тоа е тоа. Малку незгодно прашање, меѓутоа со оглед на тоа дека голем број од студентите дипломираат, значи не се само да се запишат и да останат во мирување или да ги нема, меѓутоа голем број дипломираат и си наоѓаат после работа, значи сигурно и вработувачите гледаат дека има доста добар квалитет и кадар кој што излегува од овде. Така, ние сме и такво поднебје пред се, меѓутоа, јас за крај пак би се вратил на изложбата. Ја организирате 10 години, дали ќе продолжите понатаму? Да. Наредната 11-та година се надеваме дека ќе биде во просториите на факултетот. Благодарам уште еднаш и ви пожелувам среќна годишнина, односно среќен јубилеј пред се и нормално да си продолжите со ваквите активности. Ви благодариме многу. Факултетот за туризам и бизнис логистика, знаеме сите дека е формиран во 2008 година. Уште во првата година ние почнавме да се ангажираме со одбележување на одредени содржини во функција на туризмот, гастрономијата и се она што мислиме дека е дел од нашата работа. Така, денес, значи 24.4.2018 година, овде во Гевгелија, во хотел Аполонија, и имаме таа прилика и нормално задоволство, заедно со гостите да го споделиме нашето задоволство за организирање на 10-та поред туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот. Започнавме, како што напомена, во 2008 година, тогаш имавме повеќе студенти, во тој период имавме малку вработени, сега имаме друга ситуација, имаме повеќе вработени, бројката на студенти ни е помала, меѓутоа не значи дека не опстојуваме, напротив, атрактивноста на туризмот, гастрономијата и се она што е околу делот на туризмот, исто така и бизнис логистиката, затоа што имаме и такви студиски програми. Сите студенти на Факултетот за туризам и бизнис логистика овде во Гевгелија се потрудија, како и секогаш, и тоа е 10 години, еве и годинава, да подготват гастрономски јадења традиционални, изворни од нивните баби, родители, меѓутоа и тие, како студенти, во нивната креативност да подготват современи традиционални јадења. Исто така, во рамките на ова 10-та поред изложба, ние имаме и други содржини, презентираме нешто и од нашето етнолошко наследство. Ќе има штандови каде што ќе се видат и одредени експонати од традицијата, оплекувањето, орудијата и се она што било дел од секојдневниот живот на нашите претходници. Исто така во рамките на ова 10-та изложба е истовремено ретроспективна. Ќе имаме прилика и посетителите, гостите ќе имат прилика да ги проследат преку PowerPoint презентација, да ги проследат сите претходните 9 изложби, каде што ќе може да се види како ние во текот на овие 9, односно сега и оваа 10-та година, упорно сме работели и сме постигнали од сферата на туризмот.
Напоредно со ретроспективата има и одредени други содржини кои што посетителите тука од градот Гевгелија, меѓутоа и пошироко, ќе имат прилика да не запознаат и да видат се она што работат нашите студенти, колегите и значи професорите и студентите, така да ќе имаме што да понудиме на денешниот ден. Сето тоа ќе биде подкрепено и со музички точки. Тука ќе настапи и културно-уметничкото друштво Бојми од Гевгелија, исто така и музичка точка на млади уметници кои што ќе збогатат оваа наша забава, односно во случајот изложба, која што има исто така едукативно, меѓутоа и забавен карактер со студентите и заедно со сите посетители кои што денес ќе престојуваат овој час и половина заедно со нас. Факултетот за туризам и бизнис логистика го направи своето, го прави 10 години. Алтернативни форми за развој на туризмот. Колку го препознаат тоа останати субјекти и од стопанството, и од државата, и од локалната самоуправа, па да се вклучат во тие алтернативни форми за развој? Има ли ефекти некакви? Така. Нашите студенти, еве само ќе ви дадам како податок, во овие 10 години некаде бројката на дипломирани студенти околу 2000, од кои поголемиот дел од нив се веќе вработени во различни сектори од сферата на туризмот и угостителството. Тука во Гевгелија, конкретно, буквално речиси секој студент кој се завршил и е вработен во одредени хотели и угостителски објекти, меѓутоа и во не само во Гевгелија, тука и во околината, во Дојран и во другите места. Исто така наши студенти своето искуство го стекнуваат и преку практичната работа, која што ја реализираат во хотелски и угостителски објекти во Македонија, меѓутоа и во странство. Така да тоа искуство не значи дека работа буквално во хотелиерството и ресторанството или во угостителството, туку и работа и во други алтернативни, значи во функција на руралниот туризам. Понатаму исто така наши студенти биле ангажирани исто и се уште работат и во делови на даваат услуги на одредени туристички бироа, туристички агенции. Голем дел на наши студенти се веќе и туристички водичи, туристички придружници, раководат со туристички агенции. Исто така се собственици на угостителски, хотелски објекти. Така да полето на работа и на побарување на буквално од овој кадар дипломирани менаџери по туризам, угостителство, хотелиерство, ресторанство се барани на пазарот. Исто така наши студенти кои што дипломирани од насоката на бизнис, логистика, администрација, се во шпедитерските служби, во осигурителните компании, така да се уште има потреба од овој кадар во нашето стопанство, меѓутоа и во странство дори имаме студенти кои што заминали во странство и станали успешни менаџери, па и вработени лица во одредени објекти кај што се вработени во странство и во нашата држава се разбира.